Тема психологија, како наставниците во овие тешки времиња да влијат врз учениците и како да се препознаат патолошките случаи од психолошки аспект во нашето општество. Розалија Секуловска, магистар Розалија Секуловска, психотерапевт, е гостин ова утро во Македонија на утро. Добро утро. Добро утро. Тешки денови за Македонија, кои што сигурно нема да завршат тука и вака, ќе се провлекува низ нашата историја. Меѓутоа, сме имало и порано имало вакви случаи, меѓутоа сега некако одекна многу силно се тоа што не се случуваше овие денови. Дали тоа значи дека сепак меѓу нас постои се уште емпатијата? Јас мислам дека постои емпатија во Македонија, дека ние сме народ кој што има емпатија, кој што сочувствува со некои работи кои што навистина треба да се сочувствуваат со загуби, затоа што тоа се забележува дека постојано се зборува за овој случај и овој случај живее. Загубата се уште живее кај народот, така да сме емпатичен народ. И тоа е добро. Како сега да се влијае на најмладите да се насочат позитивно? Психологијата е она што не детерминира, психологијата е она што не прави различни од другите видови. Како сега да се делува врз нив, да сватат што се случило и да сватат како може да се справат со оваа ситуација? Ја можам да кажам дека младите се многу паметни и дека понекогаш тие и пред време ги имаат информациите од возрастните, од родителите, затоа што родителите се зафатени и со работа и со други активности, па додека дојдат до информациите се случува децата кога ќе се вратат од школа, бидејќи комуницираат помеѓу себе и ги имаат тие социјални мрежи и ги знаат информациите. Меѓутоа, сепак да не ја заборавиме родителската улога, улогата на возрастниот и на наставникот, на професорот, на возрастните кои што секојдневно, еве ова ни едно подсетување, секојдневно да бидеме во улога на родител, на возрастен, кој што ќе го води детето, своите помлади во животот, ќе ги води на начин на воспитување, образување, едукација, превенција. Тоа е превенцијата. Како да се заштитат, што да направат, како да алармираат, да не молчат, дали има некоја закана. Еве, сега малце проширувам темата. Ако има закана, ако има дека нешто им се случува, дали е во училиштето булинг, дали некој надвор од училиштето им се заканува. Значи, сепак, возрастните некогаш не го гледаат тоа, од многу причини. Јас често пати знам да кажам дека начело не им пишува на луѓето со која мака, со кој проблем се соочуваат. Затоа апелот е да зборуваат, а возрастните, наставниците, децата да действуваат превентивно. А тоа прво се прави со создавање на една база на доверба, безбедност, дека ова е безбедно, сигурно место, се што ќе се каже останува тука, а ако треба понатаму се интервенира до определени структури, институции во државата. Разговаравме многу на тема безбедност со гостите кои што беа во Македонија на утро од таа сфера на животот. Едно од најчестите прашања кои што сега го поставуваат децата, особено девојчињата на слична возраст, тинеџерките, е дали ова било случаен избор? Кој одговор да им го дадеме на тоа прашање? Јас мислам дека понекогаш кога родителот, возрастниот, нема информации, добро и да каже не знам. Значи, уште е сето тоа во тек. Јас лично верувам дека не е случаен избор, дека тука има се тоа што се случува, дека има некоја позадина. Меѓутоа, факт е дека секому може да му се случи да настрада, да биде киднапиран, да му се одземе животот, значи тоа е веќе криминогени действија. Значи, секој на некој начин, дали е дете, дали е возрасен, дали е во поодминати години, може да му се случи овој немилосрден чин, но постојат и организирани, што за мене мислам дека ова е организирано. Ке покаже истрагата, дај Боже да се расветли случајот, онака како што навистина се случил, со цел да се справиме со тоа и да се испрати порака на сите оние кои што ке помислат на вакво нешто, да бидат одвратени од намерата. Едно е јасно, народот е сплотен, обединет и реакцијата е жестока, беше. Мислам дека се уште не сме ја виделе жестината на реакцијата од како ќе се дознаат деталите и од како ќе биде кажано да, ова е тоа. Како да се препознаат ваквите, кажавте, патолошки случаи во општеството?
Ова веќе станува збор за патологија. Значи, не може човек здрав, кој што е ментално, психички здрав, да направи убиство, самоубиство, значи да направи криминогено дејство. Така да, најчесто тоа се структури кои што се во групата на асоцијални и антисоцијални пореметувања. Најчесто тоа се социопати, психопати, може да бидат и бордерлайн, гранични структури на личноста, кои што ги има меѓу нас. И ние не можеме да ги распознаеме. Едноставно, пак ќе речем, бомбардирани сме со многу информации, па дури немаме и едукација. Гледаме филмови, да, се восхитуваме на тие криминогени филмови, меѓутоа немаме информации што е психопат, што е социопат, што е бордерлайн структура. Може би тука би требало да се направи нешто поглобално, да се информираат не само децата, туку и возрастните. Јас накратко само ќе објаснам дека, например, разликата помеѓу социопат и психопат, психопатите се раѓаат. Значи, веќе имаме таква структура која што е создадена. Психопатите немаат емпатија, значи не сочувствуваат, затоа ја спомнавме емпатијата. Ние сме народ кој што има емпатија, сочувствува, има висока емоционална интелигенција и сочувствуваме со сето ова кое што се случува. Емпатот нема емпатија, не сочувствува, дури тој глуми дека сочувствува на тој начин што го гледа другиот, ги учи реакциите и ги имитира реакциите. Психопатите се доста успешни личности, кои што може да бидат со стабилни работни позиции, значи пак ќе речеме, некој ќе рече не може, тоа е успешна личност, не може да биде нешто да не е во ред со него. Значи може да биде патологија, за разлика од социопатите кои што не се раѓаат, тие во текот на животот, особено во раното детство, најверојатно преживеале некоја голема траума, која што понатаму направила да изградат некој одбранбен механизам, а тој одбранбен механизам е да имаат понамалена емотивна реакција, да бидат критички настроени, да немаат самокритицизам кон себе и да бидат бескрупулозни. Овие две структури на личноста имаат тенденција да ги кршат законите, правилата, нормите, началата и да извршат нешто што се коси со правото. Меѓутоа, не секој социопат и психопат не мора да значи дека ќе изврши убиство, а исто така не значи дека секој кој што изврши убиство е социопат и психопат. Затоа велиме дека нашата наука е малце комплексна, но сепак тоа јас им го оставам на вештаците од мојата област кои што се експерти за тоа. Дај Боже да се извештачи онака како што треба и да се одреди соодветната санкција за она што се случи. Законот предвидува во начелото ресоциализација на луѓето. Одамна е надмината кај нас, е надминат моментот око за око, зап за зап. Во современото општество некаде се уште владеат тие закони. Луѓето во Македонија побараа, подпишуваат и петиции за смртни казни и слично. Постои ли шанса, опција вакви луѓе да се ресоциализираат? Да, постои, особено кај социопатите, кај психопатите не постои. Меѓутоа, работата е многу обемна, многу тешка и дискутабилно е дали ќе се исправи таа структура на личност. Така да, ние сме за рехабилитација, ние сме за давање на повторна шанса, меѓутоа, од друга страна, јас како човек и како граѓанин на Република Македонија, мислам дека многу е поважно да се чувствуваме безбедно и сигурно во нашата држава, дека макијавелизмот целта не ги оправдува средствата и дека сепак треба да постои еден добар закон, систем, едно решето кое што ќе биде исто за сите оние кои што направиле кривични дела и така натаму. Секој ќе ја добие казната која што е во склад со тежината на кривичното дело и дека криво ми е што ги пропуштаме таквите структури и се шетаат меѓу нас. Може би некои ни се и модел пример, може би некои се и тука близко до нас, меѓутоа не ги распознаваме, па дури и ги понатаму ресоциализираме.
Сакам да кажам дека тоа е многу дискутабилно, но едно знам дека во вакви ситуации стравот лозјето го чува. Кога некој ќе знае дека државата има јак систем, два пати ќе се размисли што ќе прави. Дали ќе украде, дали ќе изврши убиство, дали ќе се вклучи во организиран криминал и така натаму. Значи, кога ќе има страв дека веројатноста дека ќе биде фатен и после тоа ќе следува голема казна, мислам дека ќе се замисли два пати. Споменавте модели, споменавте примери на однесување. Како да процениме и да оцениме во денешно време во кое се е достапно, буквално се и секому, што може би и треба, може би и не треба, времето ќе покаже дали треба така да биде. Се е достапно. Како да им помогнеме на најмладите да знаат, да прават буквално сегрегација, што е добро, а што не е добро. Како да го почувствуваат тоа? Наше на возрастните, наставниците, родителите и сите оние кои што ги воспитуваме, ги носиме младите генерации, не можеме нормално како во стакленот звоно да реагираме за тоа. Па и не смееме, затоа што притисокот создава силна личност на крајот на денот. Па добро, од една страна ние го викаме тоа е толеранција на фрустрација. Убаво е да постои фрустрација до определена доза, каде што... Од определен интензитет. Точно, затоа што и во определено време трајање, затоа што така се учи и детето, а и возрастниот, дека не може се да добие и тоа е всушност имунитетна психа. Меѓутоа, овие деца немаат толеранција на фрустрација, баш затоа што спомнавте дека се имаат, сите информации ги имаат. Прашањето е, какви се тие информации, немаме филтер на информации. Дали се тие за деца под 18, над 18 години, дали се тие вистински информации, дали тие модели на идентификација се на вистина модели на идентификација. Затоа што денеска секој може да направи било каква социјална мрежа, денеска секој може се да каже и тоа не мора да значи дека ако, па дури возрастен човек го прочита и некој се повика на експерт и тоагаш ево его состојба на МОК, бидејќи направена е студија, бидејќи експерт кажал, во его состојба на МОК, ја прифаќаме информацијата. Сакам да кажам дека бомбардирани сме со многу информации, со многу модели. Не мора да значи дека се добри модели на идентификација. Ние сме тие возрастните кои што треба да најдеме начин како да се филтрираат тие информации, а од друга страна да зборуваме што е морал, што е етика, што е правилно, што не е правилно и како да се однесуваат кога имаат проблем. Родителите немаат време, децата имаат проблеми, може би тоа се понекогаш и мали проблеми, но тие мали проблеми ја создаваат структурата на личноста. Може да прераснат и во големи проблеми понатаму. Кога родителот, возрастниот, ќе обезбеди, пак ќе речам, безбедна средина, дека ти мене можеш да ми кажеш се, тоа нема да биде злоупотребено. Заедно ќе почувствува заштита. И ќе се обратиме таму каде што треба. Еве да не сме разочарани од нашиот систем, дека постојат органи кои што ќе не чујат и кои што соодветно ќе реагираат, тогаш ќе биде многу полесно и побрзо. Гледаме слика од првото прашање со кое што отворивме темата. Последното прашање ќе биде поврзано. Рековте во неколку наврати дека ние повозрастните. Меѓутоа, за да можеме ние некому да кажеме нешто, треба ние да знаеме нешто. Колку е битно образованието за луѓето, колку е битно да се сфати дека животот мора да се научи за да се пренесе. Образованието е многу битно. Значи, не го делам образованието и со искуството, значи со мудроста, како што старееме, доаѓа значи и до поинаков мозочен склоп, доаѓа и до... Мудроста е само глазура на оно што се стекнува, да. На животното искуство. Така да, например, ако мене некој ме праша за медицина, јас нормално дека немам толку знаење како што еден медицинар има знаење, меѓутоа можам да се образувам, можам да го насочам детето, возрастниот, да побара на вистинско место информација. Значи, апел до наставниците, возрастните, дека понекогаш е и во ред да кажат не знам.
на некое прашање, затоа што никој не знае се. Тоа е дискаунт, тоа е лага. И паметниот човек признава дека не знае. Точно. Го признава тоа што значи, не знае. јас на моето дете знам да му кажам, не знам. Морам да проверам, морам да се распрашам. И му давам многу добар фидбек дека мама не знае се. И тоа е во ред. И тоа е реалноста, тоа не е илузија, тоа не е фантазија. Така да, на децата, возрастните, треба да им пласираат вистински информации, значи не да биде тоа само салата од зборови, туку ако не знае да се едуцира, а тоа би значило, еве, пак да го едуцираме населението без разлика дали се деца, дали се возрастни, наставен кадар и така натаму, за патологијата, примарната, секундарната, терцијалната превенција. На крајот да го затвориме разговорот со едно многу општо прашање, меѓутоа можеби и најбитното во оваа ситуација, ќе успееме ли емотивно да се извлечеме од ова што ни се случува? Ќе успееме ли да влијаеме да кажеме крај на ваквите појави? Тоа не зависи од поединци. Ние емотивно ќе го затвориме процесот, затоа што постои тагување. Тагувањето има своји фази. После година-две ќе го затвориме процесот. Некој вака, некој онака. Меѓутоа, дали ќе кажеме стоп како општество на ваквите нус појави, на ваквите колективни трауми, тоа не зависи од поединци. Сепак зависи од оние луѓе кои што ја кројат политиката, го кројат системот, па дури да го слушнат народот, можеби ќе убаво би било да се направат некои реформи. Точно е 8 часот. Розалија Секуловска за некоја секунда, ќе биде точно 8 часот. Розалија Секуловска на тема како да се влијае врз младите и како да се препознаат патолошките случаи во општеството. Да се надеваме дека со оваа мини психотерапија успеавме да допреме до луѓето барем малку да сватат што се случува и да сватиме што се случува и да се обидеме заедно да го пребродиме ова и да влијаеме на побо утро. Благодариме за учеството во емисијата. Благодарам.